Почитувани сограѓани, најнапред да ви се заблагодариме за масовното учество на големиот народен митинг на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кој се одржа вчера вечер. Масовното присуство на овој митинг ја покажа вистинската сила на Коалицијата за подобра Македонија и определбата на граѓаните да ги препознаат и изберат оние кои знаат да создаваат дела. Почитувани, во текот на предизборната кампања за честија обраќањата на актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски, со кој бара трет мандат од граѓаните, го прашуваме Дамјановски, со кои исполнети ветувања ја барате довербата од Куманово? Да ве подсетиме на само неколку одни во областа на културата. Куманово, град со над 100.000 жители, се уште нема киносала. Стара градска архитектура и стари градски архитектонски јадра се напуштени или се пред уништување, повлекувајќи се пред виењето на урбаната мафија. Ве прашуваме, по што Куманово е препознатливо? По која област на културата? Дали е туристичка атракција, центар со еден споменик наспроти илјадници руинирани стари фасади? Зборувате за Куманово со слободарски град, град со богато културно и историско минато. Прашањето е, што направивте вие, како првиот човек на градот, да го афирмирате ова наше културно и историско наследство? Дали Куманово може да се спореди со било кој град во државата и во кој дел од градот се говори за реформи и напредок? Доколку Дамјановски е во заложништво на Бранко Црвенковски и работи онака како што тој ќе му каже, не мора сите нас да не вовлекува во таквото заложништво. На крајот, како да ви веруваат граѓаните дека ќе работите за нив и за доброто на градот, ако пред некое време повикувавте на отпор поради доброто на граѓаните, а сега пак повторно, поради некое имагинарно добро, ги повикувате да излезат и да ви дадат подршка? За разлика од вас, ВМРО-ДПМН не ветува нешто што не може да го исполни. Овој пат, граѓаните на Куманово се спремни да свртат нова страна и да му дадат подршка на доктор Зоран Ѓорѓиевски, да дадат подршка на човек кој ги исполнува ветувањата, човекот кој има визија за Куманово, кој ќе го направи Куманово вистински културен бренд, онака како што заслужува. Ви благодарам.